Течат роковите за приговори на партиите за гласањето и сумирањето на резултатите од 10-тите парламентарни избори. ДИК, откако ќе ги прими, има 48 часа да решава. Против овие одлуки на комисијата, подносителите на листите може да поднесат жалби до управниот суд, чија одлука е конечна. За сега неколку партии се пожалија на нерегуларности и грешки во обработката на првичните резултати кои ДИК ги објави со големо задоцнување. Според овие резултати, 120 пратенички мандати се поделени меѓу СДСМ, чија коалиција освои 46, ВМРО-ДПМН 44 мандати, ДУИ 15, Алијанса за албанците доби 12 мандати, Левица 2 и ДПА 1. Граѓаните донесува важна одлука, новата влада ќе ја води СДСМ. После Илинден следуваат постапки во законските рокови. Мандатот за составување на следната влада е кај Зоран Заев, соопштуваат социјалдемократите. Јас никогаш нема да го прифатам овој резултат затоа што не отсликува реалноста и сме сведоци на најголемиот фалсификат во историјата, вели потпредседателот на ВМРО-ДПМН Владо Мисајловски. Но и покрај ваквиот став, партискиот лидер Мицкоски вчера најави дека ВМРО-ДПМН го има најголемиот кредибилитет за да формира влада. Веќе почнаа математиките. СДСМ и ДУИ имаат доволно пратеници за мнозинство, но и ВМРО-ДПМН, ДУИ и Левица стигаат до 61 пратеник, варијанта која теоретски е можна, но практично речиси неизводлива пред се поради позициите на Левица за преспанскиот договор и членството во НАТО. Унијата денеска го поздрави спроведувањето на изборите. Брисел очекува да работи со силен парламент и стабилна коалиција кои треба да испорачаат резултати во однос на интеграцијата во ЕУ, порачаа Жозеп Борел и Оливер Вархеј.